Опасност за излевање на реки одрони засилен ветер и град. Најавата за невремето кое може да ја погоди Македонија го вклучи алармот кај надлежните кои предупредуваат да се внимава. По она што се случи во Словенија каде невремето предизвика катастрофа, состојбата кај нас се следи многу внимателно. Синоптичарите очекуваат позначителни промени, но сепак нагласуваат дека врнежите би биле со послаб интензитет. Предвидувањата се дека ќе паднат и до 20 литри дожд на поодделни места во земјава, а се очекува да има и засилен ветер. На повеќе места ќе имаме нестабилно време, со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, а на места ќе имаме и поинтензивни процеси во форма на невреме со силен ветер, интензивен пороен дожд. Во времето на нестабилноста се очекува да наврнат и поголема количина врнежи, воден талок, значи силни и чести електрични празнења и секако услови ќе има за појава на град. Метеоалармот сепак предизвика и загриженост во јавноста, посебно ако се знаат и капацитетите на државата. Надлежните уверуваат дека состојбата се следи постојано. Од Центарот за управување со кризи велат дека се подготвени да реагираат при евентуални несакани последици. Центарот за управување со кризи има координативната улога и можам да кажам дека ние сме апсолутно подготвени за било каков тип на невреме, додека локалните сили за заштита и спасување се во надлежност на локалната самоуправа. До сега градоначалниците се покажаа одлично и верувам дека доколку дојде до поплави, градоначалниците ќе бидат на ниво на задачата, а на помош може да и притекне и дирекцијата за заштита и спасување, а по потреба се разбира и Министерството за внатрешни работи и во некој крајен случај армијата. Невремето во регионот ги разбуди јавните предпријатија, па така деновиве тие може да се забележат на терен како ги расчистуваат сливниците и шахтите на критичните точки кои при секој пообилен дожд се поплавуваат. Дека потребна е будност и организираност, предупредуваат и синоптичарите кои прогнозираат можно невреме во текот на наредната недела, посебно во вторник, кога ќе има позначителен пат на температурата за кога се очекува и засилен ветер. Во вторник се очекуваат најниски дневни температури, кога преку денот ќе биде исто така доста ветровито, ќе дува засилен до силен ветер, дури со брзина над 60 км на час ветер од северен правец. Според синоптичарите, месецов ќе биде значително посвеж за разлика од пеколниот јули, кога температурата достигне и нешто повеќе од 40 целзиусови степени.